Ракот на дојка е најчестиот тип дијагностициран рак кај жените во светот, а по смртност овој вид карцином е на прво место во светот и во Македонија. Статистиката покажува дека 1200 македонки годишно, или просечно по 4 жени дневно, заболуваат од оваа болест. Ваквата статистика ја става Македонија на трето место во Европа по смртност од малигни заболувања. Секој ден по 4 жени ќе можат да заболат од рак на дојка само во Република Македонија, односно статистиката брои околу 1200 ново заболени случаи од рак на дојка само во Република Македонија. Тоа е навистина огромна бројка. Да би се намалила црната статистика, потребно е рано откривање на ракот, што вклучува навремени и редовни прегледи. Меѓутоа, терапиите и прегледите не се на посакуваното ниво и не се според светските стандарди, велат оние кои го преживеале и продолжуваат во борбата против канцерот. Не го држиме чекорот со Европа, тоа е сигурно. Меѓутоа, она што е веќе воведено кај нас, значи мамографија, хирургија, радиологија, хемотерапија, е до тој некој степен на кој ние веќе навикнавме, меѓутоа не е доволно. Ние посетуваме некои конференции, гледаме како е на запад. Има недостатоци. Еден од најголемите активисти во борбата против ракот, Виолета Томовска, вели дека сите жени треба навреме да прават редовни прегледи и да внимаваат на своето здравје. Би сакала да го кажам и напоменам за помладите од популацијата, жени, штом ќе почнат да живеат сексуално, би требало веќе да почнат да одат на прегледи од време на време, да бидат свесни за своето здравје. Да, јас мислам дека тоа е најважно. Со символична прошетка и хуманитарна трка во рамки на манифестацијата Напред Розово, во организација на Сдруженијето Борка. Денеска повеќе од 1000 граѓани на плоштадот Македонија им дадоа поддршка на болните од рак на дојка и на нивните семејства.